Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Одамна се немаме видено. Минатата недела не бев баш најдобар со здравието, па морав да прескокнам една епизода малку да закрепнам. Такво е времето. Те топло, те ладно, толку променливо што искрено мислам дека нема некој што не е под настинат или слично. Само не дај Боже да закачиме од ова мајмунската сипаница, уште тоа ни фали. Еве има веќе 2 потврдени случаи, така што луѓе мора да се пазиме. Не да креваме паники како во времето на короната. Не е ова некоја нова болест, но едноставно мораме да се пазиме. Ако приметите дека имате некаков осип на кожа, почувствувате треска, главоболка, болки во мускули или во грбот, како и општа слабост или отечени жлезди, немој мислите. Тркнете до лекар, нека ве прегледа. Така ќе биде подобро за вас, а уште поважно, подобро за вашите најблиски. Станува збор за заразна болест која се пренесува само преку директен контакт и не е толку страшна, но сепак е заразна. Трае од 2 до 4 недели, во повеќето случаи се повлекува без потреба од некој специјален третман. Сепак, кај луѓе со ослабен имунитет, децата и бремените жени може да добијат и посериозни компликации. Затоа велам без паника, но сепак чувајте се. Нејс. Значи минатата недела морав да прескокнам една епизода, а искрено имав и што да кажам. Но тоа е. Еве неделава сум подобар, па ќе пробам во оваа епизода да опфатам повеќе работи. А толку многу настан имавме што искрено не знам од каде да почнам. Ајде нека биде од најлудото нешто. Добар ден, како сте? Одлично, како сте вие? Благодарам многу што дојдовте. Покрај овие 2 возила во спротивен правец што се паркирани, од кои што едното е нерегистрирано, вршат дејност тука, градат тука и не интересира кои стопанистува со истиве, затоа што ќе бидат предмет на сериозна кривична постапка. Еве ги доказ дека се криминалци. Ова нема дозвола, бе. Осудат се криминалци, сега не. Ова нема дозвола, не ми треба мене осуда. Како не ти е срам, бе? Како не ти е срам, бе? Од ваквите код тебе што се продаваат за 50 евра, кој ќе те поддржи, бе? За 50 евра се продаваат, ќе те поддржи тука. Фатија дивоградбата. Веројатно ова е насловот на новото реалити шоу што ни го приреди скопската градоначалничка Данела Арсовска. Откако го мина речиси цел мандат, забарикадирана во својот кабинет, крејки се од новинари, не почна ниту еден нов проект по кој би останала запаметена и со прст не мрдна да ги среди натрупаните проблеми во главниот град, во средата доби наплив да ја средува општина Чаир. Ја видовте, во улога на лут и нервозен инспектор, заедно со екипи на градот шеташе на повеќе локации низ Чаир во лов на дивоградби и други неправилности. Целото шоу со кавгите, довикувањата, расправиите и недоличниот однос ги емитуваше во живо на својот Facebook профил. Главен на удари беше градоначалникот на Чаир Висар Ганиу, кого го повика, замислете со зборовите: ако си маж дојди, не се кри дечко, кажи како дозволуваш на диво да се гради низ општината. Искрено не знам што сонувала тоа утро Арсовска и што и се свртело во глава да превземе вакво нешто. За некој месец и истекува 4-годишниот мандат како градоначалничка. Цели 4 години не направи ништо. Буквално ништо. Еве, ако грешам, слободно пишете ми и кажете ми кој проект од клучно значење за градот го има незавршено, туку барем започнато. Дали еден единствен булевар има почнато да прави, еден надвозник, еден мост, една нова улица. Да не правам муабет за некој поголем зафат, како што е некоја поголема раскрсница или некој објект. Било што. А што не започна ништо ново. Туку ниту дел од старите проблеми кои ги мачат скопјани не ни проба да ги реши и плюс создаде нови. Единствено нешто пошто ќе остане запаметена како градоначалник е рекордер во поставувањето и разрешувањето на директори. Едно време водевме евиденција колку има разрешено и поставено, но веќе толку многу стана што престанавме да броиме. И сега, на некој месец пред да се спакува од тој кабинет, веројатно не е до толку отидена па да планира да се кандидира за втор мандат и да очекува дека некој ќе гласа за неа, значи пред да си оди и текна да оди да лови дивоградби во Чаир. Да гледа човек да не верува. Кој знае што се си испокарала со градоначалникот Ганиу или во која сделка има улетано за да направи вакво шоу. Па го видовте ли самиот однос, самобендисаноста, дрскоста и начинот на кој им се обраќаше на работниците и другите луѓе, кој рака на срце, и да станува збор за некоја дивоградба, тешко дека тие се одговорни за тоа. Но тоа е. Среќа што за некој месец ќе си оди, па конечно може да очекуваме Скопје да добие некој асален човек да го подсреди главниот град. А Арсовска, ево ова и беше добра проба. Може да и се понуди на некоја телевизија или еве на интернет, да направи некое ново досега невидено реалити шоу.
Мислам дека ќе биде успешна во тоа, мора и популарна како Кардашијан може да стане. Тоа е тоа што се однесува на Арсовска. А сега да одиме со малку посериозни теми од оваа. За некои немало воопшто терапија, на други им се препишувала зголемена доза, а не ја примале. На онкологија свесно ги оставале болните да ги изеде ракот. Тројца лекари и екс-директорите Нино Васев и Нехат Нухи правеле малверзации на сметка на кревкото здравје на онколошките пациенти за сопствена корист. Обвинителството поднесе 2 обвиненија за најголемиот скандал во македонското здравство. 5 мина обвинети во 2 предмети. Првиот за финансиските злоупотреби со биолошката терапија на клиниката за онкологија, а вториот за третманот на пациентите и несоодветната терапија која ја примале. Екс-директорот Нино Васев е обвинет во 2 случаи, и како директор и како лекар на онкологија. Според обвинителството од 2018 до 2022 Васев како медицински и организацијскиот директор Нехат Нухи организирано набавувале лекови на реверс без да постои правен основ за тоа. Потоа правеле постапки за јавни набавки кои биле безпредметни, бидејќи добавувачите ги фактурирале претходно добавените лекови. Со злоупотребите го довеле во заблуда Фондот за здравствено осигурување да изврши незаконита исплата. Медицинскиот директор, користејќи ја неусогласеноста на состојбата на залихите, искажана во сметководствената и материјална евиденција, и неусогласеноста помеѓу месечните податоци за издадени лекови од аптека и примени лекови во организационите единици на клиниката, за кои бил директно одговорен организацијскиот директор, присвоил дел од лековите кои клиниката требало да ги има на залиха. Според второто обвинение, 4 онколози, а помеѓу нив и екс-директорот Васев, се товара дека им давале терапија на пациентите, а знаеле дека немаат никаква корист од неа и дополнително го влошувале нивното здравје. Со вештачењата е утврдено дека 29 пациенти биле лекувани несоодветно, а на 16 пак обвинетите им давале непотребно терапија. Прво обвинетиот применил очигледно неподобен начин на лекување, испротивно на тековните онколошки упатства со одстапување во дозирањето и во фазата на лекување давал лекови од новите генерации на таргет и имунотерапија со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Другите 2 лекари се обвинети за кривично дело несовесно лекување болни, бидејќи врз основа на медицинските истории е утврдено дека одредувале терапија со лекови од новите генерации во фаза на лекување кога било многу очигледно дека пациентот од таквиот лек воопшто нема да има корист. Причината за долгото траење на истрагата според републичкиот јавен обвинител Лупчо Коцевски е поради тоа што не можеле да најдат независни вештаци кои ќе може да ги направат потребните вештачења. Бидејќи во нашата држава немаше вешто лице или институција кој би можело непристрасно да ги изврши. Од тие причини, за да се обезбеди непристрасност на постапката, обвинителството се обрати и успеа да обезбеди 2 медицински вештачења, едното од Република Србија и другото од Република Словенија. Штетата која нанеле на државата се проценува на речиси 36 милиони евра, додека имотната корист со која се стекнале е над 7 милиони евра. Според обвинителството, истражните действија ќе продолжат и доколку се соберат други докази за други лица кои учествувале во злоупотребите на клиниката, соодветно ќе постапат, уверуваат обвинителите. Конечно, после толку многу време од избивањето на аферата, мислам неколку години мина, обвинителството реши да ги гони овие, мислам дека слободно можам да ги наречам монструми, вклучени во еден од најгрозоморните и најмонструозните скандали во историјата на Македонија. Накратко станува збор за случај во кој доктори, сестри, болничари краделе или криеле лекови што им следуваат на државна сметка на болните од рак и ги препродавале на други болни за енормни цени. И уште на времето, додека на власт беа СДСМ и ДУИ, немаше да дознаеме за аферата, да не беа медиумите и граѓаните на кои им беше веќе прекуглава и решија да проговорат. И мораше да се чека толку години за конечно обвинителството да покрене обвинение и да побара и притвор барем за 2 од осумничените. Затоа што досега истите овие монструми кои ги криели и краделе лековите за да ги препродаваат, уште си одеа на работа и уште имаа контакт со пациентите. Со други зборови, джелатите толку време им гледаа во очи на своите жртви. Реков, ова е еден од најгрозоморните и најмонструозните скандали во историјата на Македонија. И уште не можам да поверувам. Доктори,
доктори, студирале медицина, специализирале, се вработиле на клиника на онкологија, каде поради тежината на болеста со која треба да се борат, ракот, однапред знаеш дека пред очи ќе ти поминат стотици трагедии. Луѓето во тебе ќе гледаат спас и тронка надеж. Доаѓаат ете од цела земја да се прегледаат, чекаат во редови, одва и седат сиротите на оние столиците, надевајки се дека баш сега резултатите ќе се малце подобри. И ти како доктор решаваш да ги гледаш во овчи и да ги крадеш. И тоа не на обичен начин, туку да им земаш и кратиш од лековите или да ги лажеш дека има некој нов лек им додаваш, а всушност тоа го правиш само на хартија, додека лекот го продаваш на црно за да ставиш некој евро во джеп. Да си купиш свој нов скап джип, да отидеш во скап ресторан или на одмор на некое монденско место. Ужас. Па каков човек треба да си за да можеш ова да го направиш? Ајде што е непрофесионално, ајде што е незаконски, ајде што тоа покажува дека немаш грам емпатија, туку треба да си навистина монструм. Не знам што си мислат во овој момент овие луѓе. Па дури и не може да се тешат со она, нели во наводници сите крадат, зошто не и јас. Да, многу се краде во оваа држава, но ова е ново ниво. Овде ве крадиш од луѓе кои веќе во очи и гледаат на смртта, а во тебе гледаат тронка надеж. Не дека ќе ги излечиш, туку барем малку ќе им го продолжиш животот, за да минат повеќе време со своите сопруги, сопрузи, со своите деца, родители, своите пријатели. Дека ќе доживееш барем уште некоја изгресоинце да видиш. Навистина мислам дека ваков човек не се раѓа. Или се раѓа, не знам, или се станува. Затоа што не можам да верувам дека такви, се одраѓање. Мислам дека не треба да ги осудат само за оштетување на буџетот или загрозување на здравје, абе треба да ги осудат и за сите оние семејства кои во очај се бореле за нивните блиски да доживеат некое чудо. Заради ваквите луѓе, ваквиот човечки отпад, никој од нас не им верува веќе на честните и професионалните доктори. А верувајте ги има. Ги има, ама кутрите паѓаат во сенка од ваквите политичко-бизнисменски кретени. Тоа е таа оставштвина што ни остави минатата власт. Не знам веќе колку пати кажувам и се повторувам дека Македонија од секогаш имала проблем со криминал и корупција, но тоа што се случуваше последните 7 години од минатата власт ги мина сите граници. Во исто време, овие обвиненија се доказ дека посветеноста на оваа влада во борбата против криминалот не е само декоративна, туку и суштинска. Во овој случај се обвинети медицинскиот и економскиот директор на клиниката за онкологија и уште 2 доктори. Значи не станува збор за некои обични индивидуалци или индивидуални случаи на мито, кога еден доктор земал пари од пациент за некое лекување, или ете случај на лекарска грешка, како оној кога влезе пијан во операциона сала, туку за крупен системски криминал. И мислам дека станува збор за прв ваков случај во здравството, кога не се гони некој поединечно, туку се руши еден коруптивен систем. Посебно делот што се однесува на тргувањето со лекови на црниот пазар. Таков пазар не владее само во Македонија, на целиот Балкан. Но важно е што ние од негде почнавме да го рушиме. Онаа политика на неказнивост, што беше одлика за време на владењето на СДСМ и ДУИ, мора да запре. И добро е што конечно е и обвинителството, кое е извадено од памет од фактот, што нема како досега, и што новава власт бара резултати од нив под закана дека кој не работи ке лета, се фати за работа. Тоа што ми смета е прашањето, зошто во ова обвинение го нема тогашниот министер за здравство, а сегашен лидер на СДСМ Венко Филипче. Имено случајот со онкологија е веќе втор случај по пресудата за модуларната болница, каде што некогашниот министер за здравство Филипче воопшто скрос е иземен од одговорност. Нели според член 295 од Закон за здравствена заштита, таму кај што стои надзор над законитоста на работата на здравствени установи врши Министерството за здравство. Значи би требало обвинителите барем да проверат дали Филипче како министер бил одговорен за истото, да прашаат дали знаел дека не се дава вистинската онколошка терапија и дека се крадела, па и те и дури завршувала на црниот пазар. Впрочем, како и во случајот со Кочани, нели таму се проверува улогата на сите инволвирани, па дури и тие што знаеле, ама не презеле ништо. А да се прави дека не знал, не е можно, затоа што медиумите долго време пред да почнат апсењата и истрагите објавуваат детали за аферата. Или тогашниот министер можеби не гледа телевизија, или не чита вести. А кога сме кај Кочани, при крај истрагата и за едно десетина дена се очекува и таму да има обвинение за повеќето до ние 70 осомничени. Поминале преку 300 сведоци, илјадници документи и сега за разлика од случајот со онкологија, за кој чекавме толку време, за Кочани, само неколку месеци по трагедијата, ќе видиме и срочено обвинение. Значи, ако се сака, се може.
така што после ова, сега како јавност, очекуваме сличен пристап и за случаите со пожарот во модуларната болница и двете автобуски несреќи Бесатурс и Дурмотурс. Не сме овие случаи да завршат со еден продолжен кабел и двајца шофери. И таму треба да се прошири страгата како и во случајот со Кочани. И таму да се оди, од горе до доле, да се прочешла се. Од министрите кои носеле одлуки, оние контейнери да ги нарекуваат болници или дозволувале луѓе да се транспортираат ете со неисправни автобуси. Од горе до доле, до административците кои подпишувале дозволи, оние кои знаеле, ама премолчувале. Се тоа да не сме да заврши само со еден кабел. Само така ќе можеме да ја вратиме барем малку довербата во институциите. Кога веќе зборуваме за тоа колку како народ престанавме да веруваме, еве минатата недела се случи нешто позитивно, од што се гледаме со толкова недоверба, не ни се верува дека е можно. Потпишан договорот на македонската влада со владата во Лондон. Парав ставија вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и Томас Гарет, министер за економија и трговија. Ова е историски ден за односите помеѓу двете држави, велат од македонската влада, покрај финансиската рамка која се става на располагање од 6 милиарди евра. Она што е особено значајно за Македонија е дека добиваме можност за користење британска експертиза. Денес подпишуваме договор меѓу двете влади, што го нарекуваме меѓувладин договор за развој на инфраструктурни проекти во клучни сектори како што се транспорт, образование, животна средина, информатичка технологија, како и други сектори кои што ќе ги развиваме, тука и здравството, но и образованието, и ќе продолжиме да соработуваме во предстојниот период. Навистина сме благодарни што Обединетото кралство со својот инструмент за поддршка за надворешно финансирање постави рамка од 5 милиарди фунти, што е најголемиот договор што Македонија го подпишала во својата историја во однос на економијата, и навистина сме благодарни за тоа. И ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Во првиот циклус се очекува да бидат искористени околу 2,2 милиарди евра, односно 30 на проекти. Едниот е брзата пруга на коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, вториот е изградба и реконструкција на болници во Кичево, Тетово и Штип, и третиот е изградба на медицински факултет заедно со студентски дом во Штип. Македонија и Велика Британија имаат силни билатерални односи во рамки на сојузништвото во НАТО, порача министерот Гарет. Овој договор представува значаен чекор во економската соработка помеѓу двете држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Меѓувладиниот договор ќе поддржи испорака на клучни проекти. Прво фокусирање со фокус на модерни здравствени установи и пристап до здравствени услуги. Секако тука е и новата железница, со што ќе се намали времето на патување и за луѓето и за стоките. Инфраструктурните инвестиции знаеме дека се клучни за да се поттикне економскиот раст и да се подобри животот на граѓаните. Знам дека тоа е наша заедничка цел. Според досега познатите информации, ќе станува збор за проектно финансирање. Македонија може и не мора да ги искористи сите 6 милиарди кои ги добива на располагање со овој договор. Според најавите од вице-премиерот Николовски претходно, условите за начинот на финансирање ќе се прецизираат откако договорот ќе добие зелено светло од народните избраници во собранието во Македонија и ќе биде усвоен во британската влада. Договорот влада со влада е резултат на постигнатата спогодба за стратешко партнерство помеѓу Македонија и Обединетото кралство. Значи на море до Солун или на шопинг до Белград со воз, од Куманово до Велес за 40 на минути или час и половина до Гевгелија. Качете се во друг воз за да избегнете гужвата низ Скопје или во трет за да не ве одерат таксистите ако слетуват или треба да летате од аеродромот Петровец. И сето тоа од обновена и модерна железничка станица. Иако ова можеби звучи само како некој си надреалистичен сон, ако даде Господ и ако владата остане на својот збор, за околу 5-6 години ќе стане реалност. Тоа е тоа што се однесува за патниците во однос на бизнисот. Можете само да замислите колку ќе поевтини транспортот на стоки директно од Солунското пристаниште брзо до Скопје или пак за тие што извезуваат од Скопје по брза пруга директно до Белград, поттаму кон цела Европа. Или конечно да заработуваме пари за транспортот на странска стока низ наша територија. Доволно е само за Србија да пренесуваме, а не пак за Хрватска, Словенија или цела Европа.
Со еден збор ќе станеме вистински транспортен коридор. И не е само тоа. После долго време ќе се заврши проектот со кој Штип ќе добие гланц нова клиничка болница, со што нема да мора да се патува до Скопје за интервенција. Изградба на зграда на новиот медицински факултет исто во Штип, со се студентски дом со капацитет од 200 легла. Практично Штип ќе стане регионален здравствен центар, со што ќе се олабави малку и метежот и пренатрупаноста на скопските болници. Затоа што сите оние луѓе од Источна Македонија нема да треба да патуваат за секоја ситница или ете посериозна работа до Скопје. Освен Штип нели предвидена изградба на болница во Кичево, здравствен дом и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Доволно е само проектот за Штип да се заврши, па така тоа би представувала, мислам, најголема инвестиција во ова наше пропаднато здравство од независноста до денес. Значи, додека во последните 7 години СДСМ и ДУИ го опустошија здравството, па ни се случуваат онакви монструозни случаи како онкологија, сега ве таму ќе се инвестира. И да не правиме муабет за тоа колку фирми и луѓе ќе бидат ангажирани за модернизацијата и изградбата на сето ова. И тоа се само првите 2 вида на проекти кои ќе се финансираат со 6 милиарди евра или 5 милиони фунти британски пари. Првата транша нели ќе биде 2,2 милиарди, пошто ќе следат останатите пари. И тоа условите под кои ќе бидат достапни овие пари, барем според тоа што се знае, се најдобрите што некој може да ги има на пазарот. Знам дека откако со години не научија само да пропаѓаме или да се давиме во криминал и корупција, тешко е да се верува дека вакво нешто може да ни се случи. Но верувајте, можно е. Прво, можно е затоа што не зборуваме за некои си таму тајвански пари или за корупција или некои кинески кредити, туку за британски фунти. А британците се такви што нема да дозволат ниту една фунта да отиде во некој си джеб. Второ, ова е договор за стратешко партнерство, кој не позиционира на светската политичка сцена како држава која стои за своите западни партнери и токму тие партнери ќе сакаат да видат резултати, а не богатење на поединци. И не само нам, туку и нив им треба стабилна и економски развиена Македонија, без разлика колку е тоа мало. И тоа посебно сега, кога сете гледаме се создава новиот светски поредок. И добро е што Македонија под раководната палка на владата на Мицковски не стои со врзани раце, туку трча да ја позиционира државата таму каде што е местото, свртена кон западната хемисфера, рамо до рамо со своите стратешки партнери. Во услови кога евроинтеграцијата на државата нели не е соочена со застои и блокади поради Бугарија, Македонија под раководство на оваа влада ете успева да најде модус како да остане во процесот на интегрирање со западниот свет. Ако портите на Брисел ни се затворени, а клучот со кој можеме да ги отвориме ни го криваат или не ни го даваат бугарите, владата со преминување на англискиот канал Ла Манш успева стратешки да се поврзе со една од највлијателните земји во светот. Така што сега имаме договори за стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, со Велика Британија, две од најмоćните земји на западната хемисфера. Ама не, нели оваа влада беше меѓународно изолирана или проруска или не знам што све. Ако приближувањето и преговорите со Европската Унија, нели се билатерално поврзување, договорот со Британија, но и други слични, би требало да видат некој вид замена на билатерална замена. И дај Боже да можеме да подпишеме слични договори со други моćни земји, како на пример, не знам, Германија или Франција. Затоа што како што ни трнало советава, прво грчкото, сега бугарското, во блиска иднина никаде нема да мрднеме, посебно не како Македонија и македонци. Цели 3 децении тапкаваме место само поради нечии закани и уцени. Така што ако не можеме со сите заедно, може би е подобро вака да одиме една по една земја, додека не стасаме до посакуваната цел. И во право се премиерот Мицковски, вице-премиерот Николовски, кога велат дека склучување на овој договор за стратешко партнерство представува несекојдневен настан со историска димензија. Овој договор допрва ќе треба нели во детали да го анализираме и оценуваме, но без разлика на се. Мислам дека сите ќе се согласат дека тој има сериозно позитивни ефекти за македонското геостратешко позиционирање на светска мапа. Сега тоа го мисли секој здраворазумен македонец, но не би биле ние Македонија ако и кај нас не се појави некој што и на подарен конј му гледа во забите. Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија ќе биде поддржан од опозицијската СДСМ, но партијата на Венко Филипче како антиевропска ја смета финансиската рамка од 6 милиарди евра заем, што владата ја договорила со оваа земја. Филипче побара премиерот Мицковски да ги открие деталите за, како што рече, историското задолжување, бидејќи парите ќе треба да ги враќаат идните генерации. Оваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно
ја бележат оваа влада како антиевропска. Огромна сума на пари, 6 милиарди евра го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата? Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период? Понатаму, дали е направена споредба со некој друг извор на пари? Дали е направена споредба со Светска банка, со некои други комерцијални инвестициски банки? За лидерот на СДСМ најспорно било тоа што се работи за заем преку договор влада со влада, како унгарскиот заем, бидејќи со тоа се намалувала транспарентноста во трошењето на парите. За него, како што рече, попатриотски е да се искористи европскиот пат и да се обезбедат грантови од Европската Унија за изградба на инфраструктура. Нелогично за Филипче и тоа што со овој заем се финансирал само коридорот 10, но не и коридорот 8. Договорот бил антиевропска и парите, потеклото на парите од Велика Британија не било колку што треба. Кажа Филипче и остана жив. Вели СДСМ го поддржувала договорот, ама со него се блокирал европскиот пат. Значи прво им сметаше американецот Трамп, па им сметаше унгарецот Орбан, сега им смета и британецот Страмер. Нема нешто што може да се направи во оваа држава, а ваквите како Филипче и сите оние загари околу бихачка да бидат задоволни. Замислете самиот факт што после Америка ваков договор имаме и со Велика Британија, а да не ги споменувам предходните, Унгарија, Турција, Швајцарија, па и со Европската Унија имаме, за македонската опозиција било штетно и антиевропско. Што е штетно? Што е антиевропско? Тоа што како држава Македонија на светска политичка сцена стратешки се определи да биде на страната на најмоќните западни сили? Или фактот што на економски план тој ќе донесе инвестициска револуција во државата? Историски инвестициски циклус со кој во Македонија ќе се работи, ќе се гради, ќе се развива, ќе се напредува. 6 милиарди евра од британците. И тоа два типа на проекти, нели кажав, се договорени. Како што реков, ќе имаме брза пруга, која патем ќе ја поврзат и со аеродромот. И во втората група се проектите во здравството. Во штип посебно. Ама ова не чини, нели? Значи, според Филипче, договорот е антиевропски, бидејќи сме требале да го одблокираме патот кон ЕУ и да ги користиме нивните фондови за коридорот 10, а не вака со како што вели неевропски пари. И второ, со овој договор во втор план сме го ставиле коридорот 8. Прво, луѓе, случајно или намерно, Филипче како да заборава да каже дека патот кон ЕУ ни е целосно блокиран токму заради СДСМ и нивната капитулација пред бугарските уцени. И второ, заборави да каже дека само во последниот месец добивме неколку директни признанија од европските функционери дека и да го смениме уставот, нема никакви гаранции дека во иднина нема да има нови блокади. Со ова практично се става под знак прашање користењето на тие фамозни европски фондови. Значи, според него, Македонија треба да остане заглавена со блокадите на Европската Унија и при тоа не сме да соработува со никого, дури ете и со највлијателните држави во светот. И тоа не било кој, тука ете представниците, главните на западната цивилизација која се стремиме и припаѓаме. И друго, како побогу да се фокусираме на коридорот 8, тоа е оној што оди од исток на запад, кога токму земјата, која нима наставено вето, Бугарија не сака да чуе за никаква соработка. Според Филипче, ние изгледа треба да изградиме автопат и пруга до бугарска граница и таму да удриме во зид. Впрочем, нели владата на СДСМ и ДУ имаа направено таков проект за изградба на тунел кој не води никади. Или според него треба можеби пак да ја свиткаме кичмата, да ги прифатиме бугарските барања, да го продадеме идентитетот, јазикот и историјата, само за да изградиме една пруга до бугарска граница и да добиеме некој денар од Брисел. Благодарам, ама не. Таа политика на распродавање на државата заврши. И сега кога видеа дека таа приказна не врви, повторно се вратија на лагата за некакви си мигрантски кампови. Дали предвидува овој договор да се има имигранти? Знаете, на тоа прашање даде одговор и амбасадорот на Обединетото кралство, кој што беше многу јасен. А тој одговор е дека апсолутно нема таква работа. А таа тема се наметна откако беше подпишан
во Албанија договор помеѓу тамошниот премиер и премиер на една земја од Европската унија за изградба на кампови каде што Албанија ќе прими мигранти неколку десетици. И сега тоа аналогно на тоа се пренесе таа тема тука, но таа тема е затворена. Јас разбирам дека дел од опозицијата и малкумината нивни поддржувачи се обидуваат да растурат пердови, мислејќи така дека ќе го оцрнат овој стратешки договор и дека ќе нанесат штета на имиджот и работата на владата. Тоа е исто како сега да треба да одговорам јас на прашањето како го коментирате ноќта, а сите гледаме дека е дење. Така што јас тука би ја затворил оваа тема, бидете спокојни, таква работа кај нас ке. Така е, џабе британски амбасадор, џабе британска влада ќе демантира. По се изгледа овие од СДСМ мисла дека тоа што ќе го смислат во кујната на Бихачка треба да се голта со затворени очи и со затнат нос. Да не би се верува, СДСМ ќе не брани од мигранти. Уште да почне да ветува дека ќе го врати името и ќе го раскине договорот со Бугарија. Поголем квази патриотизам од овој не постои на планетата. Ајде само да ја прашаме нивната подпредседателка колку пари има дадено како директорка на фондацијата Сорус за мигранти и слични проекти додека беше на функција. Но знам ја што им е главниот проблем. Тоа што не можат уште да лапат и да си ги полнат джебовите. Како тоа некој ќе зема пари за изградба на железница и болници, а некој од СДСМ или ДУИ нема да биде вклучен во проектот за да подели некое тендерче. Или тие така се навикнати можеби, ако некој ти даде нешто, мора да дадеш друго за возврат. Па еве да ги прашам, така беше и со Преспанскиот договор, така беше со договорот со Бугарија или францускиот предлог. И таму да не имало некоја финансиска компонента за која ние како народ не знаеме. Или можеби некој друг си ги зел. Или така се добиваат златни визи за Дубај. Како и да е, за секој што се разбира нешто од нешто. Договорот за стратешко партнерство со земја, како што е Обединетото кралство, склучен во услови на турбулентна и нестабилна геополитичка состојба, представува сериозен политички и дипломатски чекор во правец на зацврстување на односите со западната цивилизација. Тоа само по себе представува успех за македонската влада, политика и дипломатија кои ете во чувствителни моменти најдоа решение за прашање од стратешки интерес на државата. А СДСМ само нека тера. Владата нека договара и нека гради, а они нека си лаат. На крајот, граѓаните ќе решат кој е во право. И тука мислам дека веќе е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица. Тука, како што знаете, традиционално ни останува уште некое време да го искористиме да искоментираме некоја тема која не успеавме во првиот дел. За што станува збор? Арбен Таравари повеќе не е министер за здравство. Собранието формално ја потврди оставката што пред неколку дена ја поднесе лидерот на крилото на Алијансата за албанците, кој реши да ја напушти владината коалиција и на изборите да настапи самостојно или во соработка со ДУИ и Али Ахмети. Сега се очекува премиерот Мицкоски наскоро да реши кој ќе го превземе еден од клучните ресори во владата. Собранието ги констатираше и оставките на замениците министри во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Флякрон Беџиди и Министерството за одбрана Елфит Исмаили, кои му останаа верни на Таравари. Министерот за здравство, господинот Арбен Таравари, нема известено дека сака да ја образложи оставката на оваа седница на Собранието. Затоа констатирам дека согласно член 246 од Деловникот, на господин Арбен Таравари му престанува мандатот министер кој раководи со Министерството за здравство. Но по се изгледа дека Таравари има проблем да ги земе со себе останатите функционери кои добија функции по преземањето на власта. Вице-премиерот Арбен Фетај, кој реши да остане во владата, тврди дека од 50 на функционери на Алијансата со Таравари заминале само неколку мина. Според него, Алијанса за албанците се уште во владата. Учеството на Алијансата на албанците во владата го сочинуваат околу 50 државни функционери кои се именувани на одредени позиции, најмалку 50, можеби и повеќе. Но најмалку 50 има и од нив, според она што јас го знам, само 3 досега поднеле оставка. Тие 3 јавно излегоа, за другите не ми е познато дека некој се повлекол од владата. Знам дека сите останати продолжуваат да одат на своите работни места. Доказ дека Таравари има проблем да ги земе со себе кадрите се информациите дека луѓе блиски до него вршеле притисок
притисок, па дури се заканувале на функционерите кои не сакале да заминат, па така синовите на заменик директорот на Царинската управа Гареб Каба му се заканувале на пратеникот Салим Сулејмани, кој поднесе оставка со што ослободи место в Лен да добие уште еден пратеник од редовите на БЕСА. Инцидентот го потврдија и од МВР. На 18.5.2025 година во 18 часот и 10 минути во СВР Тетово, СС 42 годишен од село Шум, Струшко, со привремено живеалиште во Тетово, пратеник во собранието, пријавил дека околу 13 часот на социјална мрежа добил закани од БК и БК од село Велешта, Струшко. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Неофицијално се шпекулира дека се врши и притисок врз судијата од Гостивар, што го води предметот и треба да реши чии се печатите на партијата, дали на Зиедин Села или на Таравари. Без овие печати, крилото на сега веќе екс-министерот за здравство ќе има проблем како да настапи на локалните избори, односно без нив, тој ќе мора да собира потписи. Беше една, се роди втора, сега еве добиваме и трета алијанса на албанците. Оваа партија испадна најплодната партија на македонската политичка сцена. Ја има насекаде. Ете кај Села, кај Таравари и сега кај Бреди. Секој си задржа по едно делче. Но како и се друго во државата, така и салтото мортале на Таравари гледаме дека заврши како поговорката "се тресеше гората, се роди глушец". Докторот по медицина ете и официјално ја напушти фотелјата во здравството за да замине кај Ахмети како лек за неговите опозицијски маки. Но лекот тешко дека ќе излечи болеста. Освен неколкумината верни поддржувачи, Таравари има голема мака да си го собере крилото. Видовте дека од околу 50 на функционери, колку што доби алијансата при поделбата на власта, само неколку го следат неговиот чекор. Останатите, вклучувајќи го и вице-премиерот Фетај, но и двајца пратеници не паднаа на шармот на Ахмети и решија да останат верни на Вреди. Впрочем, нели за тоа беа избрани на ланските избори, за да стават крај на 20-годишната агонија во која се наоѓаше албанскиот гласач под диктатурата на Ахмети и Груби. Така што тешко дека Ахмети ќе добие нешто од пребегувањето на Таравари. Пред се поради фактот што и покрај заминувањето на втората алијанса од владата, Вреди во моментов има 9, ако не и повеќе пратеници, сигурно ќе бидат 10, со што де факто се најголема пратеничка група од албанска националност во собранието. Второ, ако го добие Таравари, сигурно ќе го изгуби Села, затоа што не верувам дека двајцата кои првично ја поделија алијансата, сега ќе седнат и ќе се смират и ќе настапат заедно под губитничкиот чадор на Дуи. Така што џабе партиите на албанците во опозицијскиот блок пред се Дуиете се обидуваат да создадат некава перцепција дека работите се движат во нивна корист, кога конкретно све е сведено само на памфлетик против власта. Не успеа ни овој обид на Ахмети да прикаже дека ете, албанците не биле доволно застапени во владата. Ќе го видам кутри од сега што ќе зборува, откако и дел од сите оние најавени инвестиции, како 250 милиони од Унгарија и 6 милиарди од Велика Британија, ќе се слее нормално и кај албанците во Македонија. Што мисли? За кого ќе гласаат тие на изборите? За неговата празна националистичка политика или за нови патишта, железница или ете модерните болници во Тетово и Гостива? И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред. Се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.